Секогаш кога сакаме да направиме нешто интересно или да најдеме нов начин за стариот рецепт, јас барем се фаќам за пилешкото. Пилешкото го имам направено во безброј варијанти, а денеска ќе ви понудам уште една опција. Имам пилешки копани. Пилешките копани во суштина, да не се лажеме, најчесто ги конзумираме во класична тава ориз. Сварени копаните, делот кај што се вареле течноста се прави супа, најразлична, и се прави во обично тавче ориз. Но секогаш кога сакам да дам чекор понапред, правам некакви варијанти. Денес ќе ви објаснам како да направите поинакви испечени копани. Ќе ги печам во две фази. Имам оваа подлога која ја имам од Карес и е во суштина намената за печење пица. Но од кога ја добив имав можност да експериментирам и да најдам за што се друго можам да ја употребам. Начинот на кој сакам да ги подготвам овие копани е со тоа што само ќе ги посолам, нема да им ставам ниту масло, ниту апсолутно никаков зачин, ќе ги ставам на подлогата, а под неа ќе ја оставам ќе ја оставам тепсијата за да може доколку течат да се собира течноста. Ќе ги печам од прилика 20 на минути на 220 степени. Во меѓувреме ќе направам една глазура. Глазурата е направена од мет и малтекс. Намерно ја правам таа глазура, бидејќи целта на таа глазура е досадното и обично пилешко месо на кое сите сме навикнати да се премачка и да добие една буквално еден твист кој јас ви ветувам дека ќе биде едно од поубавите искуства кои сте ги имале. За да го подготвите овој рецепт, ви треба подлога некоја. Доколку немате ваква подлога, се уште не сте одлучиле да ја купите, слободно може истото да го направите со тоа што на самата решетка која ја имате, или ако не ви мрзи да ја измиете после тоа, да ги ставите само на решетката, одоздола да ја ставите тепсијата, или направете си некаква решетка со алуминиумска фолија и врз неја ставете ги копаните. Значи треба суво да се печат, односно да се печат од сопствениот сок. Нема да бидат комплетно готови. Кога ќе ги премачкаме со глазурата од озгора, ќе ги вратиме уште 10 минути во рерна и ќе имаме еден поинаков рецепт. Оваа подлога е исклучително згодна за овој рецепт заради тоа што е целата со дупчиња, а е силиконска и можете многу лесно да ги обработите. Целата таа топлина и воздух од вентилаторот може да продира од сите страни, а да не ми направи неред. Ова беа замрзнати копани кои денеска ги порачав од Пакет МК, заради тоа што се уште не бев сигурна што ќе ви готвам денеска, ги одмрзнав во микрото на горење. Не знам дали знаете, но микрото на горење има опција да одмрзнувате работи кога и мерките да ги одредувате дали по грамажа или по милилитри, и се само 6 минути копаните се одмрзнати и спремни да ви ги презентирам во емисијата. Само сол, одиме во рерна. Рерната ја загреав, многу е важно да ги ставите во загреана рерна и директно со помош на подлогата ќе ги ставам на решетката, но за да ја заштитам рерната од лепење на целиот тој сок, под неа ќе ја ставам мојата тепсија. Ја загреав рерната на 220 степени. Во меѓувреме сакам да ја подготвам глазурата заради тоа што потребно ми е малку на ниска температура да работи, односно да ја намали својата количина. Важно да биде на ниска температура, бидејќи и тоа споро да го прави. Кога би ви го опишала процесот, тоа би било мејурче, че не да врие наеднаш, заради тоа што целта е целиот оцет кој ќе го ставиме, значи глазурата е многу едноставна, се прави од малтекс, мед, 5 лажици јаволков оцет, густин и малку вода. Но, најпрвен ќе ги ставиме медот и малтексот, тие да се спојат. Потоа ќе го додадеме оцетот и ќе додадеме тоа цело како течност, ќе дојде како течност, бидејќи медот и малтексот ќе растопат својата решетка, односно ќе станат во течна состојба, ќе ги вриеме додека не добиеме густа маса налику на сосот барбекю. Потоа ќе додадеме една шолја вода и уште еднаш ќе му дадеме процес да се изври, да намали целата количина, затоа што сакаме да се концентрира споро вкусот. Значи, загреана тава, ниска температура, ставаме 2 лажици мед, обичен мед, каков имате таков,
Може би било згодно со наков костенов мед, би бил уште поинтензивен вкусот. Само да проверам на која температура е мојата. Значи многу ниска температура и споро готвење на глазурата. Имам една лажица малтекс. Доколку не го сакате вкусот на малтексот, слободно употребете само мед, апсолутно функционира и само со мед. Имам 5 лажици оцет, јаболков, мислам дека е јаболков оцет. Ќе ги додадам. И се уште, ако можам да ја намалам температурата, ќе оставам сето ова да се згусне. Прво убаво промешајте за да се соединат оцетот и медот. Во меѓувреме имам малку густин, мислам дека тука имам цела една лажица, ќе додадам малку вода. И ќе го додадам густинот внатре. Ќе го размешам. Ова е таа моја половина чашка вода. И кога само размешате да видите, мислам дека има уште некаја минутка, значи треба да добиете баш густа смеса, односно да се преполови количината која беше од оцетот и од медот. Дополнително додека чекам се да тоа да се направи, ќе ставам една чешна лук за да имам глазура од мед, малтекс и лук. Последните емисии ми замери екипата дека не го потребувам лукот, но така се погодија рецептите, бев во некој расположение на поздрави варијанти. Но, еве го се враќа на голема врата и ќе го ставиме во глазурата. Исто можете да употребите ако сакате баш мазна и да немате никакви конфети парченца кои ќе ви се појават низ сосот, слободно употребете лук во прав, треба само да се ароматизира сосот. И на крајот, еве, ова е таа густина и не знам дали можете да забележите, бидејќи пени, од прилика целата количина се преполови на половина. Ставете густин со половина чаша вода. И сето тоа проврите го и направете густ сос. На крајот, кога ќе видите која е количината на овај премас, значи ви треба да имате доволно за 4 копани кои ги имаме, копани надкопан, да ги премачкате. Буквално треба само да се премачкаат како глазура од сите страни, за да може да направат крцкава глазирана надворешност на пилешката. Ќе го провријам и ќе го згуснам сосот додека го чекам пилешката. 20 минути во рерна. Во меѓувреме ќе ви го подготвам прилогот, а тоа ќе биде убав и едноставен кускус. Еве како крајниот резултат. Додека пилешката се подготвува во рерна и го чека глазирањето, ќе ви го подготвам кускусот.
Кускусот е еден од наједноставните прилози кои можеби не го употребуваме традиционално, повеќе сме ориентирани на оризот. Но јас ве охрабрувам да му дадете шанса на кускусот. Кускусот во основа е тестенина. Значи многу го грешат заради тоа што сметаат дека се работи за некаква житарка, можеби со просок го меша, но се работи за претходно подготвена и сушена тестенина. Затоа начинот на кој може да го подготвите е многу брз, многу лесен и многу едноставен. За да го подготвите кускусот, например, една шолја кускус, ја ставате во една длабока чинија, убаво посолувате, затоа што сакате во меѓувреме да се засоли убаво целата количина, и имам со вриена вода. Ја ставате водата, точно еден прст. Не знам дали може да забележите, точно еден прст врз веќе подготвените тестенини. И на крајот само го покривате кускусот и го ставате од прилика 5 до 6 минути, тоа да набабри и да ја впие целата течност. Во меѓувреме ќе го пропржам зеленчукот. Претходно да ги видам моите копани, заради тоа што мислам дека по мирисот кој го чувствувам од рерната, да, апсолутно се готови. Само се надевам дека нема да имам проблем за да ова го направам. Ќе искористам целата решетка од рерната. Сега ќе намалам рерната на од прилика 180 степени за повторно да ги изглазираме целосно убавите копани. Ќе има малку азиски предзнак овој оброк, односно вкусот личи на оние, можеби кинески сладко, лути кинески подготовки. Не знам, слушате? Целата кожичка е крцкава, а глазурата од мети малтекс заедно со оцетот дополнително ќе ја искрцка и ќе ја направи совршена. Секогаш печете ги со кожата одгоре. За да дадете на вкус. Ќе посолам уште еднаш. И црн пипер. И одат во рерна уште неколку минути, 7 до 8 минути, бидејќи треба на исти начин задржете ја тепсијата подале, за да го собере сега дополнителниот сос кој ќе истече од копаните, и вратете ја назад целата содржина. Неколку минути ќе видите дека се готови, кога надворешноста ќе биде сјајна, глазирана, крцкава и убава. За тоа време ќе го подготвиме кускусот, односно зеленчукот кој сакам да го ставам во кускусот и да направам дополнителен прилог, можеби со различни зеленчуци кои сметам дека ми одговараат во овој оброк. Свртам даската за да ми биде чиста, една тава, маслиново, ладно цедено, брилијант масло. Ставете количина колку што ви е потребна за да ги пропржите сите зеленчуци. Не знам дали да го вклучи веќе. И јас денеска имам селекција од 2 млади кромитчиња. Ќе ги сечкам на коси кругови, елипсасти, затоа што сакам да има малку поубав изглед. Ставете ги во маслото да почнат да се пржат. Имам еден морков, ќе го исечам на кибритчиња.
Ќе го пропржам и моркавот. Имам една, не знам, овие се новите перциња кои многу сум среќна што се достапни на нашиот пазар. Одамна мислам дека требаше да станат достапни наспрема куренот. Веќе имате и убаво гранче од целер, многу е ароматичен, ќе го исечам на парчиња. Заедно со листовите. Листовите ќе ги задржам за декорација на крајот. И имам чери домати. Од кога малку ќе се пропржат, промешајте ги. Дајте им време малку да подгорат покрајните. Дополнително ќе додадам грашок, смрзнат, но одмрзнат во претходно одмрзната. Сакам да кажам дека од кеса, смрзнат, не од конзерва, не жив. Додадете го грашокот и варена пченка. Дајте му некоја минута да се пропржи и внатре да дадете ги доматите. Веќе мислам дека ми е количината голема за да можам да ги фрлам во воздух. Дајте му некоја минута. На крајот намерно не го ставив на почетокот путерот, заради тоа што путерот ќе го искористам во остатокот од мојот сос за глазирање со цел да ги врзам сите вкусови. Ќе го стоплам малку мојот сос. Или да, тоа може би подобро да го направам на другата плотна. И ќе му додадам една лажица путер. Кога целата смеса ќе се умекне, ќе ја префрлам во зеленчукот за да ги поврзам вкусовите од пилешкото со зеленчукот. Подготвениот кускус ќе го измесам со зеленчукот и имаме совршен оброк. Да, знам дека делува дека сум растрчана навака натака, но мислам дека треба да сме практични, да ги користиме сите ресурси. Кога ќе се пропржи зеленчукот, само посолете. Црн бибер. Ќе ставам малку куркума, само за вкус, значи помалку и од четвртинка лажичка, само да се појави како нишка во позадина. И мислам дека сосот е веќе готов, да, врие и се спои. За да ги спојам вкусовите, ќе го додадам во зеленчукот. Од кога ќе го додадете сосот, дајте му уште 5 до 6 минути за зеленчукот целосно да се глазира во сосот. И на крај ќе го измешаме со кускусот. За да биде целосен оброкот, ќе подготвиме на салата. Но кускусот е веќе готов, не знам дали може да забележите. Еве, целосно се двоја, има впиено целата течност и ќе го префрлам во мојот зеленчук кој го подготвив претходно и само ќе ги спојам вкусовите.
апсолутно толку. Мислам дека ова беше поедноставниот. Во суштина мислам дека целосно е едноставен овој рецепт да се подготви, а е исклучително вкусен и мислам дека треба да му дадете шанса. Толку, ќе не чека прилогот и последно што сакам да ви подготвам е една обична салата, таа која ја замислувам дека можеби би одговарала во целата комбинација. Имам ајсберг салата, ќе ја исечам на лентички како основа, зелена основа. Многу ја сакам ајсберг салатата, ми има една крцкаво свежина и секогаш кога можам, бирам да ја конзумирам ајсберг пред марулата, но многу често ја користам и марулата со сите оние убави други салати кои може да ги ставите. Во суштина, она што го научив низ годиниве е дека нема досадна салата, има само досаден начин на подготвување. За една салата да биде баш интересна и самата по себе да биде оброк, треба внатре да обезбедите неколку елементи. Првиот е да обезбедите мешан зелена подлога. Јас денеска избрав само ајсбергот заради тоа што ќе употребам доста зеленчуци на површината. Доколку одите со 1 до 2 плюс додатоци од друг зеленчук, изберете мешана зелена салата како основа. Ставете листови од цвекла, спанак, можеби рукола, тоа ќе му даде една друга димензија на основата. Потоа, за една салата да не биде досадна, секогаш треба да има соодветно дозирани состојки, односно доколку нешто конзумирате или не. Јас денеска имам, бидејќи употребив шери домати, ќе ги употребам шери доматите и во салатата, меѓутоа ќе ставам само една рака, односно секоја од состојките треба да биде соодветно издозирана. Ако одлучите, знам дека има луѓе, например, јас најмногу сакам патлиџан и тенденцијата ми е да ја удавам салатата, например, во патлиџан, но секогаш дозирајте. И можеби треба да им дадете шанса на другите зеленчуци, за да имате дозирано распределена количина на сите зеленчуци. Ако баш преферирате еден, пример како јас патлиџанот, да правите си салата од патлиџан и кромит, не одете со мешани салати. Имам едно авокадо. Ќе ставам половина. И третиот многу важен совет за салата која не е досадна е дека треба секогаш да инвестирате во добар сос. Кога ќе кажам да инвестирате, мислев да инвестирате со идеи. Знам дека сите сме најчесто навикнати да го конзумираме салатата со масло, некаков оцет можеби или лимон и тоа да биде тоа, сол и бибер. Но ако отидете чекор понапред и малку помислите со кој зеленчук што би одговарало, можеби секогаш треба да им дадете шанса на сосовите. Дали тие ќе бидат на база на витанез како мојот денеска, бидејќи ми одговара таа кисела нота позади на витанезот со целата глазура која ја употребив, или можеби ќе дадете свежина со некој јогурт сос, односно преливот кој ќе го употребите во салатата му прави круна на целиот процес и дозволува да имате еднакво дистрибуирани вкусови, да салатата да не биде досадна. Ќе ставам половина круша, затоа што ми одговара во вкусот. Искористив многу благи елементи во другите два рецепти, така да ми одговара благ додаток во салатата. Ова ќе биде баш измешана, нема да ја редам. Ќе ставам црни маслинки. Ќе си помогнам со малку пармезан, со мојата остра алатка од карес. Само малку за вкус. И мојот сос ќе биде на база на витанез и лимон. Имам една чинија, ослободен простор, една чинија, ќе ставам една лажица витанез, ќе ставам убаво
и квалитетно маслиново масло, секако брилијант. Убава количина. Ќе го посолам целата, кога ќе си ја најдам морската сол, да, тука ми е. Ќе ставам дел од солта во сосот, дел ни салатата, бибер. Само еден мал тач допир, куркума, само ми треба како нишка и ќе ставам сок од цел лимон. И се гледаме на крајот со сите 3 јадења на маса, да ви покажам како јас ги замислувам. Тоа беше се за денес. Јас се надевам дека ви се допадна мојот предлог и дека ќе биде некогаш дел од вашите менија. Ви подготвив еден ароматизиран кускус, глазирани копани и една салата која сметам дека одговара во целата комбинација. Јас ќе вечерам, а вас ќе ви посакам пријатна вечер, само убавини, добро здравје и креативност. Ние се гледаме веќе со следните епизоди, со нови вкусови, нови идеи, нови рецепти, кои се надевам дека долго ќе се задржат во вашите домови. Останете ми добри.